Измените на правилникот на Државната изборна комисија за спроведување на избори ги збунија општините, па сега не се сигурни дали тие треба во целост да ги исплатат дневниците на граѓаните кои беа ангажирани во избирачките одбори или обврската треба да ја подалат со град Скопје. Голем дел од скопските општини одлучија да исплатат само половина од надоместокот, толкувајќи го стариот правилник од 2021 година, според кој во членот 20А се вели дека за гласањето за избор за градоначалник на град Скопје во втор круг во општините кои добија градоначалник во првиот круг, исплатата на надоместоците на општинските изборни комисии и избирачките одбори ја врши градот. Сепак, овој правилник претрпел промени, па така од лани има нов правилник во кој е исклучен токму членот 20А. Ова предизвика и расправа на Советот на општина Аеродром, во која советникот од редовите на СДСМ Милутин Ристевски ги повика градот Скопје и општините да се договорат околу ова прашање, но не на штета на граѓаните. Советот на општина Аеродром, почитувани колеги, нема право произволно да го менува овој износ. Согласно правилникот пишува дека избирачките одбори се во надлежност на општинската изборна комисија. А средствата како ќе се ги делите понатаму град Скопје и општина Аеродром, тоа е проблем на Дејан Митевски и Јорце Георгиевски во овој момент. Од друга страна, градоначалникот Дејан Митевски вели дека очекува градот Скопје, како што било случај и претходно, да исплати половина од средствата предвидени за оваа намена. Претходните избори градот Скопје веднаш по завршување на изборите ги префрли средствата во износ од 50% за избирачките одбори. Општината имаше обезбедено останатиот процент од 50% во буџетот и затоа се исплатија 100%. Имајќи предвид дека се уште немаме добиено средства од градот Скопје, во интерес на членовите на избирачки комисии да не чекаат дополнително време, предложивме делот кој што треба да го исплати општината, да се исплати веднаш. Веднаш кога ќе бидат префрлени средствата од градот Скопје, тогаш ќе бидат и останатите средства исплатени на избирачките комисии. Од друга страна, од град Скопје велат дека тие немаат основ и обврска да исплаќаат средства на општинските изборни комисии, но напоменуваат дека градската изборна комисија е веќе исплатена. Поранишниот председател на ДИК Александар Новаковски вели дека Државната изборна комисија мора да излезе со толкување на правилникот за да нема забуни, но додава дека граѓаните имаат право на тужба доколку не ги добијат средствата. ДИК е должен да направи седница на која ќе донесе толкување точно, јасно, прецизно према нивниот правилник и да каже кој е надлежен да ги исплати тие надомести. Бидејќи следното може да се појават да тие ретко тоа го права, знам и други изборни процеси имало каснење, али не до толку каснење, може да покренат постапки, да се наплатат тие пари. Кој би можел да ги покрене постапките? Физичкото лице, значи граѓанинот кој бил член на избирачки одбор, пример. Од ДИК до сега не одговорија на прашањето зошто во правилникот од 2021 година бил променет членот 20А, кој бил вметнат во 2021, а не постоел претходно.